И добар ден, добре дојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој. Овој пат ќе имам малку поразлична најава, затоа што имам посебен гостин, доктор Тони Балџиев, специјалист по абдоминална хирургија. Човек кој има професионална тежина, кој има многу големо искуство, професионалец во своето работење, но сепак јас би кажала скромен, посветен на своите пациенти и секогаш блиско до нас како граѓани и како пациенти. Докторе, добре дојде во мојот подкаст. Добар ден. Како се чувствуваш, кажи ми прво на почеток? Благодарам најпрво за поканата. Чувството е неопишливо за прв пат во мојот живот и уште еднаш благодарам што сме гост. Так. Докторе, кога ние доаѓаме кај вас, секогаш ни е страв, имаме трема, вие знаете да кажете, ама ова е рутинска операција, не се секирај, но не е така. Така не е така. Сега сте вие малку од таа страна? Малку возбуден, малку не својствено за мене, не е моја средина и заради тоа малку возбудата можеби е малку поголема. Так. Ќе разговараме, мислам дека ќе успееме на граѓаните да го доближиме доктор Тони Балџиев во ова светло што не го знаат. Те знаат во операциона сала, те знаат под докторски мантил, но убаво е кога човек ќе се погледне и од она човечката страна, јас би рекла. И затоа на самиот почеток би те прашала, кој е Тони Балџиев приватно? Кои се тие карактеристики кои те опишуваат како човек? Роден сум во Струмица, од сум го завршил основното и средното образование. 2001 година запишав студии медицински универзитет Софија, а специализацијата реализирав во Скопје. По завршување на студиите се вратив во мојот роден град, каде што го продолжив моето градење на личен и на професионален план. И нека сум сопруг, татко на две прекрасни деца, имам ќерка и син. Да. И слободното време кога не сум во болница, гледам да го поминам токму со фамилијата. Инаку сум дисциплиниран, фокусиран во она што го работам до степен на перфекционизам, можеби за тоа сум тоа што сум моментот. Достигнувањата го кажуваат тоа и разговаравме нели пред да почнеме со снимањето дека дисциплината е основно нешто за да се постигне успех. Точно. Во секоја една професија, не само во медицината или поточно во хирургија, во секоја една професија, моје мислење е дека дисциплината и напорот да се направи нешто се основните за да има успех. Да. Докторе, имаме зборувано со гости ми се биле и полицајци, и пожарникари, професии кои навистина се тешки, нели, и опасни по живот. Меѓутоа и вашата професија се вбројува во тие специфични професии и тешки професии и кои бараат многу откажување од животот. Нашиот пат е многу долг и е многу тешок. Се откажуваме речиси од многу работи, вложуваме многу, под тој пат е, да кажем, 20 годишен од почеток до крај. Меѓутоа, сето тоа на крајот се исплаќа. Се исплаќа заради тоа што целта која што е поставена е веќе реализирана. Тоа што е вложено е добиено назад како бумеранг. Така да, се откажуваме од многу работи, правиме многу компромиси, меѓутоа целта кога е достигната, мислам дека Да. Уште од самиот почеток кога се запишувате на медицина, бевте ли свесен што се ве очекува во животот? Знаев дека медицината е тешка. Таа беше единствена професија која што се учеше 6 години. И тоа само за општа медицина. И после требаше да се специализира, ако сакате, да бидете некаков специјалист, уште 4 години, па евентуално со специализација уште 2, така да вкупното образование на еден доктор од почеток до крај, зборам за специјалисти, е околу 12 години, 12 до 15 години. Така да знаев дека е тежок пат, меѓутоа од секогаш сум сакам да помагам на луѓето и така тоа беше Она што ве води, она што ве води постојано. Докторе, го гледаат подкастот и млади и затоа почнувам од самиот старт, нели, од самиот почеток, како е да се биде, нели, доктор и какви се предизвици може да ги очекуваат нив. Кажете ми малку околу образованието, ајде. Имаше ли моменти кога тешко е, но навистина ви беше
неиздржливо и знаевте да кажете па ајде не мора да бидам доктор, ќе се откажам? Во текот на студиите не. Во текот на студиите да, нормално имаме многу тешки предмети, имаме многу обемни предмети. Предмети кои што се учат 1-2 години. Така да во текот на самите студии знаев дека тоа мора да се заврши за да бидеш доктор. Тешкото беше за време на специализација, посебно за мојата специализација хирургија, која што бараше многу посветеност и многу време поминато во конкретно операционите сали. Ние како хирурзи, не само јас, туку сите хирурзи, спиеме во сали, спиеме на клиники, не се враќаме дома. Физички сме преуморени, психички сме преоптеретени. Меѓутоа, кога целта ти е поставена и се стремиш кон целта, тоа исто како еден планинар кој се стреми се качи горе до врвот, не му е битно на него колку е студено, колку ветер дува. Целта му е да се качи горе до врвот. Како издржуваше доктор Тони на овие непреспиени ноќи? Имавте дежурство, претпоставувам, по 24 часа? Да, имаше и дежурство по 24 часа, по 16 часа, имаше денови, пример сме со професорите во амбуланта, со едниот професор, со другиот, после продолжуваме во сала со другиот професор, или со дежурство со другиот професор, последниот ден повторно со претходниот, или во сала, или амбуланта, така да нема дома враќање. Дома нема, не. Дома немаше враќање, или ако се договаравме со колегите некој да отиде до дома, да одмори малку па да се врати, така да се беше ствар на договор, меѓутоа желбата да станам хирург беше многу поголема од сите тие пропратни проблеми по наводници или што се секојдневни на сите специјализанти. Сега специјалист абдоминален хирург. Така. Зошто одбра тоа, абдоминален хирург? Абдоминалната хирургија е кралица на хирургиите. Така ја нарекуваат. Таа е кралица на хирургиите, таа е едно огромно поле кое што бара многу знаење, концентрација, издржливост и големо срце. Таа е хирургија која што многу брзо го решавате проблемот. За многу краток период пациентот кој што има даден проблем се решава и брзо застанува на нога. Така да таа е хирургија која што од сите хирурги е на врвот. Сега ме заинтересира кога кажеш кралица на хирургија и големо срце треба да има. Што значи тоа? Појаснете ни. Големо срце за тоа што сите операции кои се во нашата во сите хирургија, конкретно во нашата хирургија, абдоминалната хирургија, бараат големо срце и храброст. Еден хирург треба да знае да оперира. Добриот хирург кога да оперира, а најдобриот кога да не оперира. Така да, од тој контекст тие се тајни на хирургијата. Што се случува во моментот кога треба да кажеш не оперирам? Што значи тоа? Треба да ја согледате целата слика. Дали пациентот е за операција? Дали дадената операција ќе му помогне или ќе му одмори? Дали ќе има бенефит доколку се оперира или ќе му е влоши состојбата? Така да, тие се некои наши... Така, ваши одлуки, но претпоставувам дека имате пациентот е од друга страна и тоа е задолжително, меѓутоа мора да се објасни. Мојот начин на работа е тако што со сите пациенти и со фамилијата на пациентите се објаснам. Секоја една процедура, колку и да таа едноставно, се објаснам што ќе се прави, што се очекува и што се прави реално во самата операциона сала. Така да, информираноста на пациентите и фамилијата од моја страна е загарантирана. Да. Се случило некогаш да смените одлука под притисок на пациент? Дајде да кажеме, или слаба страна ви е пациент, или... Не знам како функционира моментот кога треба да се донесе вистинска одлука. За тоа и учиме, нели? За да донесеме правилна одлука во правилно време. Желбите, барањата на пациентите и на фамилијата се огромни. Меѓутоа, ние сме тие кои што решаваме дали да оперираме човек или дали не и кога да го оперираме.
Тие се тие 20 или 15 години од школување кои што не научиле ние како да реагираме во дадена ситуација. Да. Затоа што знаат, нели, пациентите некогаш да кажат, ама докторе, можеби требаше да се оперира или не сакам да се оперира. Вие знаете дека ако не се оперира во рок од 24 часа, нели, пациентот ќе загуби живот. Па затоа прашувам како вие се чувствувате и се снаоѓате во тие такви ситуации кога имате притисок? Самото школување, самото знаење нас ние се дистанцираме од сите тие желби или мислење на пациентите или на фамилиите, заради тоа што ние сме школувани да дадеме точен, конкретен одговор на даден проблем. Так, затоа што на крајот од денот и вие сте луѓе, нели? Така. Претпоставувам дека колку толку ви влијаат животот на пациентот или ситуација, некоја животна ситуација и се. Како ги надминувате сите тие притисоци? Неизбежно е секоја една операција, секој еден проблем, секоја една новонастаната ситуација после операција да си ја носиме дом. Ние сме 24 часа, 7 дена во неделата. Доктори и мислиме за пациентите, особено за оние што се оперирани, исто толку. Нашето работно време не завршува кога завршува работното време нормално. Нашето работно време продолжува и по одењето дома, не само со мислите, туку и со повторни консултации, објаснување на пациентите, смирување, така да нашата работа реално е безпрекинно. Да. Вие сте секогаш доктор, се случува нели после операција да настане, не дај Боже, нели компликација, што е да е. А вие не може да кажете не сум на работа. Така. За жал има и такви случаеви и ние мора да сме на располагање во секој ден момент. Докторе, луѓето ќе гледаат само резултатите, нели успешни операции, успешна интервенција, но што е она што не го гледаат пациентите позади? Тоа што не гледаат пациентите, да, така, тие гледаат само успешноста, меѓутоа не го гледаат огромниот товар, огромниот притисок кој што еден хирург го има секојдневно. Не е лесно работа со луѓе. Да спасуваш човечки животи пред се. Посебно да спасуваш човечки животи. Секој еден чекор, секој една секунда, секој еден момент е битен и мора да сме ние максимално фокусирани и присутни на секоја една операција, на секој еден преглед, на секој едно прочитање на резултати. Така да товарот кој што го носиме и одговорноста која што ни е дадена од самите пациенти е многу голема. И секогаш пациентите, апел, секогаш знам да кажам апел, да имаат разбирање за докторите. Ако во еден момент не може да се прегледа пациент, затоа што вие сте на операција или се подготвувате за операција и во моментот не може да се излезе надвор или да се разговара со друг пациент кој не е итен. Така е. Има такви ситуации, претпоставувам и се случува. Меѓутоа нашата организација со другите колеги, доколку некој е зафатен, да може пациентот да не чека и да може да се заврши доколку е некоја голема итност. Доколку пациентот сака лично со даден доктор да разговара, тогаш ќе мора да така, да. Зборуваме постојано за психичка тежина, нели, која ја имате. Како ја надминувате? И во операција, но убаво кажавте 24/7, вие сте доктор. Како се надминува таа? Со тек на времето се научуваме да се носиме со тие проблеми, меѓутоа можеби остават некоја лузна кај нас, трага, така да нема нешто конкретно со кое што се справаме. Едноставно гледаме да најдеме правилен начин, правилно решение за даден проблем. Так. А тоа си останува. Да. Ајде да погледнеме од убавата страна. Што е оно што најмногу ви се допаѓа пак во вашата професија? Хирургијата е многу убава професија заради тоа што таа многу дава. Таа е многу дава, а и многу зема, заради тоа што дадени операции, даден проблем можете да го решите веднаш во многу краток период и да добиете резултати. Тоа што на некој
човек ќе му се помогне и после извесен период го гледаш човекот на нозе и се движи здрав, прав. Да. Така да тоа е тоа кое што хирургијата нас не да. Так. Еве според вас, што треба да поседува еден хирург за да биде, убаво направивте компарација, добар, солиден, одличен, но да биде одличен хирург? Кои особини треба да ги поседува? Најпрво треба да е човек. Да има емпатија, разбирање кон пациентите и трпеливост. Хирургот треба да го разбере прво пациентот, дека има проблем, а после да му го разбере проблемот, за да може на крајот да го реши тој проблем доколку е во неговите можности. Че најпрво треба да биде човек. Тоа е основното. Не само за хирургот, мислам дека сите ние најпрво треба да бидеме луѓе. Понатаму доаѓа и професионалноста и трпење во операционна сала. И... Трпењето е, мислам дека најбитно за хирурзите, меѓутоа не сме познати за ние по тоа, но трпењето е најбитно. И посветеност. Так. Тие се двете работи кои што се најбитни. И сега, докторе, малку сакам да поразговараме што се случува во операционата сала. Еден момент, нели кажавме, позади вас стои огромна тежина, но ајде, во операционна сала. Секогаш знаеме да кажеме, докторот заврши успешна операција, нели? Но не сте сам во операционата сала. Колку е битен тимот со кој работи доктор, например, Тони Балџиев, за да една операција биде успешна? Тимот е најбитен. Тимот е основно, заради тоа што јас само како хирург не можам да функционирам. Ние сме како еден ланец, алки од еден ланец, кој што секој си има своја работа, одговорност и кој што треба да ја изврши максимално добро. Так. Со нас работат болничари, инструментарки, асистенти, анестезиолози, анестезиолошки сестри, така да ние сме цел еден тим кој што функционира како едно цел. Без еден од нив не се може. Така да не е само хирург, до хирургот има. Да, напоменавме на самиот почеток, нели, пред да почнеме, дека ако сестра не знае да даде правиот инструмент или ако не е во добра релација, во смисла не го прати докторот, овде... Не само сестра, еве и асистентот, значи сите мора да бидеме максимално присутни на самата операција, треба да бидеме сконцентрирани, треба да дадеме и да вложиме максимално сите од себе. Тие се неколку часа, меѓутоа тие секоја една секунда е битна. Грешката на било кој од нас е исто како домино ефект. Се оди назад, се паѓа. Така да битно е сите да сме максимално сконцентрирани и присутни на дадена операција. Да, значи секој си има посебно место во операционата сала и одговорност, не е само докторот. Да. Која е најдолгата операција која имате изведено? Јас немам најдолгата изведено, меѓутоа присуствав, асистирав на операција. Тука во Струмица? Не, во Скопје. Во Скопје, која што траеше 15-16 часа заедно со мојот професор. А ти беше асистент? Да, за време на специализацијата. И веќе кога заврши операцијата, кога извадев ракавицата, целата рака ми беше накисната од влагата што е од ракавицата. Како издржавте 15 часа? Што се случуваше? Текот на операцијата беше таков да се работи толку многу. Издржувањето мора. Хирургот, издржливоста е особина и карактерна особина на еден хирург. Овде не сме да се попушти. Да, не може да се попушти, мора да се оди додека не се заврши секој што треба. Тука во Струмица, да? Се извинувам, само сакам да кажем дека времетраењето на дадена операција не е знак за успешноста на операцијата. Дали ќе е бавно или долга, битно кај нас хирурзите операцијата да заврши како што треба. Времетраењето не е многу битно. Да. Многу често знаат пациентите да кажат, нели, на брзина заврши. Па зборува како човек, заврши на брзина заради тоа што знае и може. Не е репер дека... Не е репер, или заврши многу долго траеше операцијата, може да значи дека... нешто компликација има? Нешто не... Или имал компликација, или не може да ја заврши брзо заради тоа што толку може. Значи, времетраењето не е битно за дадената операција. Битно е да се заврши така како што треба пациентот да излезе од сала. Во вашиот работен век, имате ли некоја интересно
Сега малку е неубав збор да кажам интересна ситуација на операција или поучна ситуација? Интересна е ова што ви ја кажав. Сега ми е ставено почеток заради тоа што 15-16 часа без храна, вода, малку е тешко. Овие секојдневните операции се... Што најчесто оперира? Има ли, например, еве сега сте во моментот во Струмица, така. Има ли нешто што најчесто се оперира или ги бележи нашиот народ тука? Во Струмичката болница оперираме херни, ингвинални, лапароскопски холецистектоми, вадење на жолчката за лапароскопски со минимална инвазивна со 4 дупчиња, ресекции на тенко, дебело црево, желудник, зависи од тоа дали е бенигна или малигна патологија. Така да тие се операциите кои што ги извршуваме. Генерално ние 80% од абдоминалните случаи гледаме да ги решаваме тука во Струмица. Во последните 5 години добар процент од абдоминалните операции се завршуваат тука во Струмица. Така да нашата болница е на солидно ниво. Аха. Што е најголем предизвик за еден доктор? Предизвик е да го решиме проблемот. Даден пациент да биде опериран и да си оди дома. Без никакви проблеми. И да не се праќа во Скопје. И да не се праќа во Скопје. Да, таа ми беше целта и колку што можем јас овие години гледам да ја остварувам и ја остварувам. Да. Вие постојано ми спомена 15 години образование, но постојано се надоградувате. 6 години општа медицина и уште 6 години евентуално 7 специализација, така да патот е долг и потребно е надоградување до едукација, до совршување, така да медицината не само за хирургија, туку општо за сите гранки си бара учење до крајот на животот. Така, да. Продолжувате вие да се едуцирате, нели, да се надоградувате. Пред, не знам, некој месец дена прочитав за ИРКАТ тренинг. Така е. Го имате поминато обука, нели, за престижниот ИРКАТ тренинг. Докторе, кажи ми што значи тоа за вас како доктор, но и за нас еве како пациенти, што повеќе добиваме? Од моето завршување на специализацијата, од моето како сум специјалист хирург, гледам колку што можам да посетувам курсови и обуки за моето доусовршување. Едно од моето најпрестижно постигнување е посета на ИРКАТ центарот, тоа е центар за минимална инвазивна и лапароскопска хирургија во Страсбург, Франција, место каде што има најновите техники и технологии за работа во хируршките гранки, не зборувам само за абдоминалната, туку спаѓа гинекологија, урологија и абдоминалната хирургија. Така да тоа е нешто кое што ми отвори нови предизвици мене, а исто така ми даде многу и ме научи за да можем тоа да го имплементираме во нашата болница, а и нашите пациенти да ги доближам до здравствениот систем во Европа. Тоест да бидат оперирани. Во која смисла тоа сакам да бидат оперирани како што се оперираат пациентите во Европа. Дали сме ние подготвени тука во нашата болница, вие како доктор и со опрема комплетно се за да опремата ја имаме, но секогаш може и повеќе. Опремата ја имаме. Тоа што го извршуваме моментално е благодарение на опремата која што ја имаме, така да сега само ќе се надоградуваме да правиме малку посложни операции и Так. Докторе, морам да ве прашам, се едуцирате во странство, во други земји и потоа се враќате повторно кај нас овде во Струмица, спасувате човечки животи овде во Струмица, која е разликата? Знаеме, нели? Сите знаеме која е разликата во развиени европски земји кај нас, но што е она што недостасува за барем малку да се доближиме до тие современи трендови во медицината? Имаме добра медицина во нашата држава и тоа се покажало и на терен дека е така. Единствено кое што европските земји водат над нашите е финансите.
финансиските средства кон здравствените работници треба малку да се покачат, заради тоа што медицината, начинот на работа ние се доближуваме. Само треба да бидат задоволни здравствени задоволни работници. Да. Колку е тешко да се следи, спомна недостаток од финансиски средства, но сепак вие настојувате, нели, ги следите сите обуки. Многу е тешко заради тоа што бара време, финанси, треба да се оттргнеме од работата за да може да посетиме нешто, да видиме нешто ново, да научиме, па после да вратиме да имплементираме, така да сето тоа е еден процес кој што е многу тежок и бара поддршка. Дали од пријатели, дали од фамилија, така да процесот е многу тежок и мислам дека битно е за секоја професија, не само за хирургијата, постојаното усовршување на доградување. Так. Имате ли достигнување до сега, да се надевам дека ќе имате уште многу достигнување во иднина, на кое сте најмногу горд? Достигнување, моје лично достигнување, како да кажеме, тоа што го намали бројот на пациенти кои што се испраќаат во терцијарна здравствена установа. Така да во Скопје. Понашки кажано, нели, ние мора лаички да ги гледаме. Од моето враќање од специјализација, тоа што можем да работиме, нели, тоа што ни дозволуваат условите, гледам сите пациенти да ги згрижиме во нашата здравствена установа, а тоа го направивме и ќе се трудиме колку што може помалку пациенти да бидат испраќани таму. Так. Да овозможиме на потребите на нашите граѓани. Тоа секако е од голема полза на нашите граѓани, нели, се намалува и трошок и транспорт и се. И сега, докторе, чувствуваш ли дека оваа средина овде во Струмица го цени твојот труд? Мислам да, меѓутоа не работам некој да цени или не сакам, кога ќе видам некој познат кој што има проблем или еден непознат, некој мој сорјаганин кој да му е завршена работата овде и после извесен пред кој ќе го видам на улица да ми представува. Таа ти е мотивација. Зошто доктор Тони Балџиев се одлучи да остане во Струмица? Јас претпоставувам дека имате понуди, можности, опции да работите и надвор од државата, но сепак вие останувате овде во Струмица. Така е. Имав и се уште имам понуди за надвор, за да работам надвор и од државата и во други здравствени установи, меѓутоа Струмица е мојот град. Јас сум тука роден, Струмица ми има дадено многу и мислам дека јас треба да вратам и да дадам многу. Мислам дека има уште многу да дадам за Струмица, за нашата болница и за нашите граѓани како хирург. Ве прашувам за тоа што многу често знаат да кажат ако сакаш да успееш, мора нели да излезеш од мала средина, да бидеш најмалку во Скопје, па ако треба и нагоре, за да се биде успешен доктор. Вие токму спротивното го докажувате. Така е, да. Меѓутоа сето овој период е со многу борба, со многу труд и да. Овде морам да го спомнам семејството, сопругата и двете деца. Како балансирате приватен живот и професионалниот живот? Дискутираме твојата посветеност, постојано ангажмент. Да, ова е најбитниот дел од мојот живот, да кажем, од мојата кариера, заради тоа што без мојата сопруга и деца, без моето семејство, јас нема да бидам тоа што сум. Најголемата поддршка ми ја дават он. Балансот го прават он. Има ли разбирање сопругата кога треба Тони да насред излегување или не знам, нема да оди на некоја прослава затоа што мора да оди на операција? Разбирање има и тоа е најбитното, да имаш човек со тебе кој што те разбира и сите тие проблеми после се минимални. Доктор, едно искрено прашање. Знаат да кажат не е лесно да бидеш оженет, нели, или да се мажеш за доктор. Вистина е во тоа? Тоа ќе праша сопругата требаше да ја праша. Знам дека не е тешко, меѓутоа и она знаеше дека ќе си има работа, што ја чека, ќе си има работа со хирург, знаеше заради тоа што за време на специјализацијата знаеше колку е тешко дека не сум дома, така да истото се рефлектираше и после специјализацијата, така да беше информирана што ја чека. Беше информирана. Така да. Која би била пораката до младите? Еве кажавме, нели, целата таа тежина која ги чека, но сепак таа е благородна професија, треба да имаме се повеќе доктори, нели, во нашата држава, и која би била она порака која би ја дале до младите? Најпрво,
општо говорам, не само за хирурги, општо за лекари. За лекари, да. Ако веќе го имат тој сон, да влезат со цело срце. Да си расчистат дека патот е многу тежок, многу долг, меѓутоа, штом ќе постигнат целта, се заборави. Тоа е првото. Второ, мора да имат огромно знаење. Тоа е како темелите на една зграда, на една куќа. Ако имате знаење, после само наставате од згоре. И треба да издржите. Издржливоста, кажавме, упорноста е битна. Овде сега кога спомна треба да има многу знаење. Факт е дека во последно време знаат, нели, да кажат дека образованието не ни е како порано. Сега не се учи како порано. Каков е вашиот став по тоа? Нема некоја допирна точка со новите генерации, меѓутоа веќе кажем конкретно за нашите генерации. Во времето кога се запишувавме на студии, па макар и на специализации, нашите универзитети беа рангирани доста високо ниво. Сега како е, не знам. Меѓутоа и од моите генерации има излезено прекрасни хирурзи и доктори и така. Со кои се гордееме. Во Струмичани има квалитетни... И не само Струмичани, и во Скопје, и моите професори, ментори, имав чест да работам и да ме обучуваат такви паметни луѓе. Така. Се гордеат професорите во Скопје со вас? Се надевам, да. Имате комуникација со нив? Има ситуација кога знаете да кажете ова операција успешно изведена, па тие како реагираат? Имам комуникација. Колку е битна таа комуникација, професор и доктор сега, вие не сте? Посебно во почетокот кога почнуваш, тој што те учел, друго е кога си до него, друго е кога си сам. Кога ќе се вратиш, ти си сам. Сам одлучуваш за се, сам работиш за се, сам оперираш. И почетокот ми беше многу битна таа комуникација, да се консултирам како да пристапам, што да направам, после операцијата што да очекувам и така натаму. Така да таа комуникација, им благодарам на моите професори еднаш, ми е многу битна и ми е живот. Овде морам да те прашам, заборавив на прашањето. Како се чувствуваше доктор Тони Балџиев кога прв пат влезе во операционна сала, самостојно да оперира? Се сеќавате на тој момент? Самостојно вака се... Какво е чувството, ме интересира? Кога влегов во операционна сала, самостојно за да оперирам, тоа беше во текот на специализациите. Таму пак не е самостојно заради тоа што професорот е до тебе и те контролира. А после сето тоа преминува во рутина. Мене беше ми останато во сеќава и моментот кога прв пат влегов во операционно, кога ме исправа. Тоа беше за време на моите студии, мислам дека беше 5-та година, тогаш не внесува во операционни сали и асистентот праша дали некој сака да влезе да асистира. Нормално се пријавив јас. И такво едно чувство, едно измешани емоции на страв, на радост, на возбуда, на респект огромен. И мислам, тука беше клучниот момент за љубов кон хирургите и работа во сад. Тоа беше клучниот момент кога ќе бидам хирург. Да, а за другите, пак ќе ви кажам, од самиот старт до самиот крај, ние сме под надзор, ние сме со самите професори кои што нас не учат како да работи. Да. Колку операции дневно изведува докторот сега? Еве во оваа фаза, нели сте абдоминален хирург овде во Струмица, и колку операции се изведува дневно? Се зависи од типот на операцијата. Некојаш може 3, некојаш 4, некојаш 2, 1, се зависи од типот на операцијата и од условите во кои што работи. Така да... За условите би кажале секогаш може подобро. Секогаш може подобро, да. Да, предпоставувам дека се трудат и оние кои што се одговорни, нели, и поставени да бидат сите услови на најдобро можно ниво, но секогаш може подобро. Секогаш може подобро, но доброто е тоа што ние се прилагодуваме да работиме и во тие услови. Да, секој е за вас кои спасувате животи во секои услови, нели, се прилагодувате. Што е она што ве мотивира како доктор?
и понатаму, и покрај тешки ситуации дневно се случува, затоа ве прашам, 3-4 операции може да се случат, да се направат. Што е оно што ве одржува и ве мотивира постојано да бидете присутен, достапен до сите граѓани? Знам дека сте достапен до сите. Љубовта прво кон хирургите. Второто, чувството, сатисфакцијата кога ќе помогнеш на некој. Нема поубаво чувство од тоа кога ќе видиш некој пациент, да кажем со карцином на дебело црево, кој што е изнемоштен, не може да движи, после операцијата човек го гледаш веќе добил боја, се движи и функционира најнормално. Тоа чувство е неопишливо. Знаеш дека некому си му помогнал, дека си му дадол, си му го продолжил животот. Да. Имате ли ситуација кога најискрена благодарност од пациент се сеќавате? Секојдневна е благодарност од пациентите. За мене благодарност е тоа што тие својот живот го довериле моите раце. Тоа е мојата благодарност. Довербата кон вас. Да, довербата, нивната доверба во моите раце е благодарност од пациентите. Така. Докторе, на крај само да ми кажете каде се гледате вие после 5-10 години? Се надавам ќе имаме повторно привилегијата да бидете во Струмица? Се надавам повторно тука. Сакам да направам Струмица добар хируршки центар, барам за тоа што може. И ќе се трудам, само ја заедно со моите колеги се разбира, така. И ќе се трудам да ја направиме Струмица поблиска до нашите граѓани, тоа Струмичката болница и хирургијата поблиска до нашите граѓани, да не имаат потреба да патуваат. Да. Така да се надевам дека ќе сум тука, а како ќе биде, ќе покаже времето. Така. Јас се надевам дека ќе продолжите и да се едуцирате и да се обучувате, нели, како што знаете да кажете, за тоа што медицината се движи напред, а мора и ние да се движиме. Ќе имаме убави позитивни примери. Ќе слушаме од вашата работа, од вашата професија и се надевам дека ќе имаме привилегијата да ни останете овде во Струмица. Да спасувате човечки животи. За крај имате порака до граѓаните, еве од здравствен аспект кажете ни. Абдоменален хирург? Така. Ајде еден здравствен совет дадете ни за крај. Што да не правиме? Секоја една промена која што ќе почувствувате, секој едно нешто кое што не ви е нормално во текот на предходните денови, јавете се на лекар. Превентивни прегледи правете, за да не се дојде заради тоа што еве сега ќе ви кажем, кога одам во странство и кога не обучуваат, операциите кои што ги прават конкретно да кажем за малигната болест, за карциномите, на многу мали туморчиња. Тоест, тие ги диагностицираат пациентите во рана фаза. За жал, кај нас веќе доаѓаат во многу покасна фаза. Докторе, сакате да кажете дека таму свесноста е поголема, одат на контроли повеќе? Така, превенцијата е многу поголема. Превентивните прегледи се поголеми. Има разлика. Да, кај нас тоа се уште нашиот народ го нема тоа како свес, како задача, како морално нешто кое што треба да се направи. И убаво е превентивни прегледи да се прават. Така, моите колеги матични лекари тоа знаат како да го спроведат. Мојата порака до нашите сограѓани е редовни превентивни прегледи да си прават. Да. За да не се дојде после до нешто што е преголем. Сведоци сме дека се повеќе и повеќе луѓе се заболуваат од вакви малигни заболувања. Според вас, која е причината? Причини има многу. И во учебниците се опишени многу причини. Реална причина или причини конкретно не можем да издвоим некоја. Така. А ги има многу. Начинот на живот, стрес, брзата храна, еве да кажем и загадувањето. Сите тие носат до појава на малигни заболувања. Но сепак со вакви превентивни прегледи може да се локализира даден проблем и многу побрзо и поедноставно да се реши. Така, нека биде тоа апел до сите граѓани, затоа што факт е дека се повеќе и повеќе луѓе нели се заболуваат од вакви малигни заболувања, не секогаш крајот е
среќен, како што знаеме да кажеме, и нека се прават превентивни прегледи. Вие сте на располагање, имате личните лекари. Доктор, јас ти благодарам за овој убав искрен разговор. Благодарам вас. Мислам дека успеавме некако да те доближиме до граѓаните во ова друго светло како човек и што се случува во операционите сали, да знаат со каква тежина се соочува еден доктор. Операционите сали гледам кога влегуваме да оперираме да е атмосферата опуштена, релаксирана. Морам да те прашам, како на филмовите ли е? Гледаме сите филмови, не ли? Мора да има музика. Значи, кога ќе влезам, мора да има музика, затоа што музиката дава така малку по-релаксирана среда. Меѓутоа, како што реков, сите членови од тимот мора да се сконцентрирани. Мора да се максимално присутни во дадената операција. Не дозволувам, многу сум ригорозен кон работи кои што деконцентрираат, заради тоа што секоја една секунда, како што реков, е битна. Така да, од една страна гледам да е опуштено и релаксирано, од друга страна мора да е секако што треба. Имате некоја навика, обичај пред да започне самата операција, како се договарате со тимот, што се случува? Си има дадена операција, веќе е ставена на програм, тимот си знае што треба да спреми, така да тоа се почнува, некој ритуал нема. Докторе, многу интересен наслов прочитав пред да почнеме, тајната задача на анестезиолозите. Да. Никој не ги гледа? Така е, тие се многу битен дел од нашата работа. Никој не гледа. Ги гледат заради тоа што анестезиолошки предоперативно не ги спремат, меѓутоа главниот фокус нели на нас хирурзите ставен, но анестезиолозите се многу битни во сето тоа. И постоперативно нивната задача е многу голема. Така да кажавме и претходно во разговорот дека секоја алка е битна за една операција. Така, секоја алка битна од, како да кажем, од средниот персонал до хирургот, до анестезиолозите се битни. Сите функционираме како едно цело. Така. Благодарност до сите, до целиот персонал на Општа болница, за тоа што се грижат за нашето здравје и што менувате човечки животи секој ден. Таа е нашата работа. Так, благодарам. Благодарам и на вас. Благодарам и на вас што не следевте. Се гледаме наредниот подкаст. Пријатно.